Добар ден. Ви посакувам добре дојде денеска во Фактор здравје, вашата здрава навика која што повторно е на вистинска патека под мотото Мислете на себе. Денешната емисија повторно ќе биде поделена во два дела во контекст на темата и првата рубрика чие што представување следува, а е насловено Истражувањата докажаа. Во првата доза на информации ќе се навратиме и ќе дадеме аспекти на едно ново истражување кое што го направи група на научници од Универзитетот во Кембридж, Обединетото кралство. Тие откриле генетски варијанти, тоест мутации, кои луѓето ги заштитуваат од прекумерна телесна тежина и компликации предизвикани од неа. Кај милион доброволци кои партиципирале во биобанк студијата бил анализиран генот MC4R, мелакотонин 4 рецептор за кој било познато дека ја регулира телесната тежина. Од него постојат 61 мутација, од кои некои помагаат да се спречи прекумерната телесна тежина, а други нуделе заштита од компликациите како диабетес тип мелитус 2 и срцеви заболувања. MC4R функционира така што го вклучува или исклучува прекинувачот во мозокот, кој што ни кажува кога треба да престанеме да јадеме. Варијантите на овој ген биле поврзани со поголем ризик од прекумерна тежина и ја запирале функцијата на генот, додека пак други нуделе заштита од дебелење, така што генот постојано го чувале вклучен. Првата доза на информации кореспондира со диабетес или шекерната болест тип 1 и тип 2 како основни типови на диабетес мелитус. Станува збор за прогресивно хронично нарушување на метаболизмот, кое што е предизвикано пред се од генетскиот фактор, но и од недоволното излачување и искористување на гликозата, односно инсулинот пред се кој што се претворува во гликоза од крвта, а го продуцира панкреасот. Точно денеска како што гледате ќе зборуваме на тема живот со диабетес, хронично уште еднаш подсетам заболување за кое за жал нема лек, но со кое може успешно и квалитетно да се живее. За овие аспекти денеска во Фактор здравје ја поканивме доктор Ксенија Костовска, која што е специјалист интернист од специјалистичката приватна ординација професор доктор Богоев од Скопје. Добар ден, доктор Костовска, добро дојдовте и како сте денес? Ви благодарам на поканата, добро и фала уште еднаш. Благодарам за вашето присуство. Предлагам да ги видиме блокот реклами, а по тој блок ве поканувам и вие да се јавите, да поставите прашање или да споделите некое лично искуство. Со доктор Ксенија Богоева Костовска, специјалист интернист, денеска зборуваме на тема живот со диабетес, а сите вие кои што имате интерес и сакате да учествувате во емисијата, тоа како можност ви го нудиме на 6091-925 и 6091-924. Докторке, бидејќи диабетесот за жал е болест која што има пандемиски рамки и размери, само како илустрација ќе споменам, близу 500 милиони луѓе во светот ја носат или ја имаат оваа болест, а над 1,5 милион луѓе годишно умираат директно од диабетес, што е она што треба да се знае и земе во предвид кога ќе се верификува и на кој начин се верификува или установува на некој начин диагнозата на оваа болест? Поставувањето на диагнозата за диабетесот можам слободно да кажам дека представува и едноставна процедура, која што е составена од неколку лабораториски тестови, од кои што дури еден е и дел од рутинската лабораториска пракса, тоа е одредување на гликемијата на гладно. Вредностите над или околу 7 веднаш не упатуваат дека би требало да бидеме предпазливи и да продолжиме со понатамошната евалуација, да кажам, на состојбата, каде што златен стандард представува два теста, а тоа е оралниот глукоза толеранс тест, кој што се изведува со испивање на една сладка течност која содржи 75 грама глукоза и каде што гликемијата се одредува во 2 точки. На гладно, пред испивање на течност и 2 часа по пиењето на глукозата. Следен тест е гликозилираниот хемоглобин, одредувањето на неговата вредност, кој што практично ни дава податоци за најчистата вредност на гликемијата ретроградно во изминатите 3 месеци. Двете
патолошки, да кажам, вредности, веќе не упатуваат со сигурност на поставување на дијагнозата дијабетес мелитус. Да, и тоа е тип 2, оној што не е вроден. Да речем, тип 2, понатаму, секако мораме да направиме дистинкција за која група или кој тип на дијабетес се работи. Да. Во предвид секако се зема клиничката слика на болеста, возраста и конституцијата на пациентот и продолжуваме со уште неколку тестови, меѓу кои што е и одредувањето на природните резерви на инсулин кај пациентот, кој што понатаму и ќе не води во изборот на терапијата и одредување на неколку генски или анализи и антитела кои што ќе ни ја верифицираат или потврдат дијагнозата за дијабетес тип 1. За оваа заболување многу пати сме зборували и ќе зборуваме во Фактор здравје. Денеска даваме аспект на тоа како е да се живее со оваа болест. Покрај генетиката и надворешните фактори имаат свое влијание за кои што може и ќе стане збор подоцна, но би се вратил на ова што го кажавте, кога веќе ќе се верификува и одреди типот на дијабетес. Што понатаму, дали веднаш се оди на медикаментозна терапија или евентуално боцкање со инсулин? Со терапија се започнува, морам да кажам, веднаш. И тоа кај двете форми. Со тоа што кај пациентите кои што припаѓаат на групата дијабетес мелитус тип 1, решението или терапијата е безкомпромисна и е секако воведување на инсулин. Истото важи и за бремените жени кои што имаат високи гликемии при скринингот во 24-та или 28-та недела или бремените жени кај кои што е одредена висока гликемија и тоа во првиот триместар, што значи дека постоел дијабетес, меѓутоа не бил дијагностициран. Додека кај пациентите кои што припаѓаат или имаат дијагностициран дијабетес мелитус тип 2, имаме малце поголема слобода или ширина во изборот на терапијата и секогаш се започнува со медикаментозна или орална терапија, која што према светските гајдлајни или напатствија е метформинот се уште и одредување на една строга диета и одреден начин на режим на, да кажам, на живот. Сигурно. И исхрана која што е индивидуализирана и вие во вашата ординација што ја правите, кога веќе зборуваме за оралната терапија со која што, како што рековте, се уште кај нас се започнува како прва одбрана на терапија на дијабетес тип 2, што е она што како вредност детерминира терапија понатаму. Дали ако нивоата на гликоза се повисоки, тоа значи друг пристап, односно помали, исто така различен протокол. Точно така. Постојат неколку чекори, да кажам, во постигнувањето на саканата или нормализирањето на гликемиите кај еден пациент, со тоа што и да кажам изборот или комбинацијата на терапијата се одвива во неколку фази. По започнување со метформин и воведување на оралната терапија и диететски режим, пациентот е должен да ги следи нашите напатствија и во после првиот триместар ги одредуваме повторно гликозилираниот хемоглобин или HB1C или скриениот шекер, познат меѓу пациентите, кој што би требало, доколку пациентот бил дисциплиниран, да ги задоволи или да биде, да кажам, доведен до граници на нормала. Вредноста која што ја посакуваме е помеѓу 5,6 и 7%. Доколку се уште неговите вредности се високи и гликемиите во текот на денот ги надминуваат нормалните или посакувани вредности, тогаш веднаш одиме со додавање на втор лек, каде што имаме секако поголема слобода, бидејќи денеска за среќа постојат повеќе групи на лекови. Тоа ќе биде може да биде втор лек од групата на сензитайзери или лек од групата на сулфонилуреа или лек од групата на инкретините и повторно уште еден кој што припаѓа на една нова група лекови која што е, да кажам, многу актуелна денеска, тоа се блокатори на ресорпцијата на глукоза на ниво на бубрезите. Доколку и со додавање на уште 1 до 2 од ова лекови од оралната, да кажам, палета, не постигнеме нормализирање на гликемиите на гладно и по оброк, тогаш веќе
можеме да размислуваме и за воведување на долгоделувачки инсулин. Пред да зборуваме за тоа и преминот, само уште би ве прашал кои вие пациенти каде што имате на располагање орална медикаментозна терапија, колку контролите се важни дисциплината на пациентот и соработката со вас? Па мислам дека тоа е клучниот момент или фактор кој што на еден начин можеби гарантира успех во терапијата и обезбедување на еден нормален живот кој овие пациенти. Да кажам, долго време или оптимално време кое што пациентите би требало да се јават кај нас би биле секои 3 месеци во најмала рака, ако гликемиите се така нормално и пациентот е задоволен, се чувствува добро. Инаку, мислам дека месечните контроли со гликемиски мерења и да кажам евалуација на исхраната и физичката активност би биле многу попожелни за добра регулација на сите пациенти. Да. Пред моето следно прашање, кратко да подсетам дека со доктор Ксенија Богоева Костовска, специјалист интернист, денеска зборуваме на тема живот со дијабетес. Вашите јавувања се добре дојдени и вашите пред се искуства можеби што сакате јавно да ги споделите, со задоволство сакаме да ги слушнеме, а да подсетам дека докторката и тимот на приватната здравствена установа по интерна медицина професор доктор Богоев ви стои на располагање на 022-700-098. Она што би сакал уште да ве прашам кога зборуваме за исхраната и животот со дијабетес, би го оставиле во вториот дел од емисијата, но тука оној премин или група на пациенти или дијабетичари веќе кои што веднаш се продолжува од една страна или терапијата значи инсулин или боцкање, а вториот аспект е кога се преминува од медикаментозна кон инсулинска терапија, односно боцкање со инсулин. Пред се зависи, мислам дека клучен фактор и критериум по кој што одредуваме дали еден пациент ќе премине од орална на инсулинска терапија представува одредување на собствените резерви на инсулин. Значи тоа е тест кој што е едноставен, се прави од венска крв. И трасерските вредности или моментот кога гледаме дека неговите резерви се скоро на минимум, е тој кој што нас не води или наведува да еден пациент го префрлиме од орална на инсулинска терапија. Втор момент представуваат лица со дијабетес кои што се пред многу долго време на орална терапија и кои што веќе почнале да се појавуваат една од повеќето васкуларни компликации. Најчесто уште и при првиот преглед доколку пациентот дојде кај нас можеме и често наоѓаме нарушувања на крвните садови на окото, која што е наречена диабетична. Така е. Ретинопатија. Потоа, околу 50% од пациентите веќе имаат невропатски промени, особено чувствителни или ги чувствуваат во подколениците, прстите, мускулите на нозете. Така да тоа е веќе, да кажам, услов кога безкомпромисен кога веќе се решаваме на воведување на инсулинска терапија. Третата група на пациенти би била онаа која што и покрај оралната терапија, диететскиот режим, практикување на физичка активност не можат да постигнат така задоволителни гликемиски вредности. Јас ми ги исцрпиле сите варијанти на таблети. Се разбира доколку тежината е во некои нормални граници и секако пак би рекла трудниците во зависност од времето кога е диагностициран дијабетес. Да, ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Чувствувајте се прекрасно и по блокот реклами како и јас во ваше друштво, а вие останете со Фактор здравје, но претходно ќе го слушнеме првото јавување ова претходне. Добар ден, дали сте на линија? Ало, да. Добар ден. Добар ден, господине. Добар ден. Кој е вашето прашање? Не, јас хотел сум да питам, интересувам, сум дијабетел 17 година, дијабет тип 2, како се каже, тоа имам долина. Тако е тоа, тип 2, јесен тип 1. Добро. Имате ли... Добро, кој е вашето прашање? Моје прашање, шта каже да има још неке нови лекови, неко тога имате, ја имам и операција, 4 байпаса имам. Добро. Знаете. Благодарам. Где се налази таа ординација, ја волим да идем на велика контрол и тако,
Волим живот, волим да живим, не предајам се тако лако. Знаете како е. Со дијабетот е мало теже, јел? Да, Ali така и eto, треба ne, храбро да настапувате и позитивно Ја, да иначе, размислувате. Да, останете со Фактор здравје, ќе ви дадеме одговор и уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало, Добар ден, господјо. добар ден. Добро дојдовте, поставете го прашањето. Би сакала еден одговор на докторката. Јас сум тежок дијабетичар, да ви кажам искрено. А мислам дека нема лесен Ше- дијабетичар. 69 години сум. Добро. 3 пати дневно се боцкам. Исто и глукофаж 2 пати дневно примам. Никако не можам да го средам шекерот. Доаѓа до 19. Па може и до 21. Би сакала со докторката да имам некој контакт и каде би се јавила ова да се среди. Да, ви благодарам. Останете по блокот реклами, ќе добиете и вие одговор на вашето прашање и сите вие останати кои што имате интерес денес да бидете во контакт со Фактор здравје. Ја продолжуваме денешната тема во Фактор здравје, живот со дијабетес, а пред следното јавување кое што веќе го имаме на линија да одговориме докторке на претходните две. Сакате на господинот или господјата прво? Па ајде да дојдеме прво со господјата. Каже дека пие глукофаж и има 19. Да, и тежок дека дијабетичар. прима плюс инсулинска терапија, меѓутоа за жал гликемиите се не регулирани, што е многу чест случај во нашата клиничка пракса. Има неколку фактори кои што влијаат врз ваквата ситуација. Мислам дека пред се е можеби неинформираноста или неследењето на конкретно на напатствијата за исхрана, бидејќи тие се стриктни и точно, да кажем, определени, индивидуализирани према секој пациент, према неговата телесна тежина и терапијата која што ја прима, и мислам дека исхраната е клучен фактор во добрата регулација. Или живот во дијабетес. Или животот или со дијабетес. со или во дијабетес. Да. Вториот момент е можеби изборот на инсулинска терапија, бидејќи сепак за одредена возраст, да кажам, имаме инсулини кои што се поадекватни за повозрастните пациенти или инсулини кои што се, да кажам, поадекватни за адолесцентите, за помладите пациенти и така натаму. Значи, препорачливо е за сите пациенти кои што се заинтересирани да остварат контакт со својот дијабетолог или да дојдат на разговор. Да, јас ќе објаснам подоцна во како да ве нашата најдат. Да, и ординација. кратко само за првиот гледач кој што рече има волја за живот и тоа е добро. Го поздравуваме, нели, тој факт. Да, тоа Која е вашата порака до него? Тоа беше една многу пријатна изјава, така и треба да биде, бидејќи дијабетесот денеска дури се смети како состојба, а не заболување. И За новата група на лекови праша кои што ги споменавте? Постојат многу неколку нови групи на лекови кои што се многу ефикасни. Меѓутоа, колку што запамтив, господинот веќе има 3 стента, што значи, јас се извинувам, заборавив во првиот дел да напоменам дека покрај микроваскуларните компликации најмногу страда срцето и крвните садови кои што го исхрануваат, а припаѓаат на големата група крвни садови. Така да, за жал, инфарктите и имплантацијата на стентови е можеби водечка компликација кај дијабетичарите. И тоа представува услов за префрлање на орална на инсулинска терапија. Така да јас би препорачала да пациентот може би се спреми или почне да размислува во правец на менување на типот на терапијата. Да, Слободно може да се обрати кога сака. Дополнително за информација, доктор Ксенија Богоева Костовска, која што е специјалист интернист, ви стои на располагање на 02 2700 098. Посакувам добре дојде на следното јавување. Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање? Да, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Добар ден уште еднаш. Во програма сте. Јас сакам да ја прашам докторката, јас дијабетичар. Дијабетичар веќе 10 години. Во ред. 10 години со инсулин. Прво со таблети, па после ме префрлија на инсулин. Во ред. И сега после тоа имам многу компликации. Во нозете имам грчеви, после имам и одев на испитување
ми најдоа невропатија, потоа некое снимање на компјутерска томографија, пошто тешко уринирам и со многу тежок животот ми е многу сведен на само на занимање со себе. Немам друга обврска, само со себе. Добро, имате ли конкретно прашање сега? Сакам прашање да ве прашам дали тие повреди на арбетот при снимањето на компјутерската томографија може да допринесат, затоа што така ми констатирава дека од тоа јас не можам да уринирам. Благодарам за вашето прашање. Уште едно јавување имаме на линија. Добар ден, дали сте на линија? Да, добар ден, господине. Кое е вашето прашање? Поздравувам. Поздрав и до вас. И сакам да го прашам докторкава. Од 2007 не сум од 7 до 8 ми иде покачување и примам Реодон и Метформин. И тоа стално и сум во диета со црн леп и тоа ја сакам да го прашам. Дали кај мене работи ова тоа дали да идем на со докторот само лекови ми дава и друго ништо, а имам болови во ногите, во ратете и така. Благодарам ви за вашиот интерес, господине. Сакате на господјата или господинот? Праша господјата за рбетот, дали повредите може да бидат предизвикани? Мислам дека се работи за една комбинирана состојба кај господјата од нејзиното излагање. И точно дека доколку постои повреда или дегенеративни промени на рбетниот столб во прилог на дискус хернија, да речеме едно од најчестите промени, може да даваат симптоми кои што секако кај неа се комбинирани со диабетска невропатија, особено тешкотиите со уринирање, мислам дека припаѓаат на како се вика на повредата или промената на рбетот, меѓутоа сепак пак би рекла тоа би морало подетално да се испита, докаже и да се видат пред се гликемиите кои што мислам дека наведе и дека се високи. Да се поразговара околу повторно исхраната и начинот на живот и евентуалното зголемување на единиците на инсулин, намалување или воведување на уште некој лек од оралната група на антидиабетици. Да. И господинот од 2007 од 2007 година, тоа е исто така еден долг стаж. 12 години. По неговото кажување, гликемиите кои што ги спомна беа, мислам, помеѓу 7 и 8, се апсолутно добри вредности. Се интересираше дали си уште неговиот панкреас функционира. Ако е тоа така, веројатно да. Меѓутоа, точно може да се одреди со само една анализа од крвта. И би препорачала да нормално се советува со својот лекар околу тоа и слободно да побара испитување на неговите инсулински резерви. Да, и уште две јавувања имаме во следниот блок, но претходно само ќе искористам, компликациите ги споменавте, исхраната во целиот овој разговор некако провејува и се провлекува, бидејќи сигурно тоа е клучно за квалитетен живот, рековте, со диабетес. Дали тоа значи дека не треба тука брза храна да се јаде, треба само овошје, зеленчук, какво е вашето искуство и порака? Исхраната има клучна улога и можам да кажам и вака народски представува лек, еден вид на лек кај пациентите со диабетес. За жал, постојат премногу предрасуди и погрешни информации помеѓу пациентите, па дури помеѓу нас докторите, што треба, што не треба да се јаде. Најчесто се мисли ако пациентите не јадат леп, сладко, го започнат денот со еден куп овошје, да кажам, или мусли, дека тоа е баш правилното, што е сосема погрешно, да кажам, на еден начин, бидејќи исхраната на лицето со диабетесот е премногу слободна. Тоа е можеби зачудувачки факт, меѓутоа тоа е така. Таа дури се состои од повеќе од 3 оброци во текот на денот, или се состои од 3 главни оброци и 2 до 3 помали ужинки. Апсолутно лебот треба да биде застапен во нивната исхрана, меѓутоа во ограничени количини.
исто како и сите продукти кои што содржат јаглени хидрати. Значи од се помалку, Од ако се може. помалку и трите главни оброка треба да бидат составени и од јаглени хидрати, и од протеини, и од масти. Овошјето да биде ужинка помеѓу оброците и не повеќе од 1 до 2 овошки дневно. Да ги слушнеме двете следни Повелете. јавувања. Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање, господине? Моето прашање е што би објаснила докторката во врска со инсулинска резистенција? Добро, благодарам. Тоа не ни е денеска тема, но сепак сигурно ќе добиете некој аспект. И второто јавување, дали сте на линија? Добар ден. Ало, да, добар ден. Добар ден, господ, убаво звучите. Морам да забележам. Сакам да прашам докторката, и јас сум едно 11 години Диабетичар. шекераш. Добро. Да. Тип број 2. Пијам глуковаш са мајле и навечер, околу диетата мислам вода ма грижа, али осеќам кога ќе има најверојатно промена на времето, ноќе така, имам несоница и од колената надоле ногите како да ме боцкат и некоја нервоза ми ствара. Едноставно не осеќам потреба за спање. Шекерот ми се движе 8, тука највисок ова е, и просекот ми е последен пат ми беше 6,2. Добро. Така забрината сум дали да го продолжам глуковажот или да ми сменат, што би требало. Еде совет од докторката. Ви благодарам за вашата доверба и внимание. Сакате на господјата или за инсулинската резистентност неколку аспекти? Ајде би почнала од инсулинската резистенција, која што е апсолутно поврзана со појавата на диабетес тип 2. И практично тоа е еден од мајорните фактори за појавата на оваа болест. За жал, како да кажам, народно и ни прави поголеми проблеми во изборот на терапијата и регулацијата на гликемиите. Меѓутоа, за среќа, денеска има една цела група на лекови која што се однесува на нормализирање на овој тип на резистенција. Така да е многу ефикасен. Така да секако надмерната телесна тежина тука е исто така клучен фактор. Така да би му препорачала на пациентот да се обрати на соодветно место каде што би му биле препишани адекватни лекови кои што целно да. би делувале на намалувањето на резистенцијата или што би значило отпорноста на ткивата кон сопствениот да кажам инсулин. Значи да го примат повеќе. Така, и би му помогнале да тој инсулин подобро се врзе за рецепторите и го оствари своето дејство. Да. И за господјата мора да се додадат уште една група на лекови. За господјата, иако е долго време на метформин, да кажам, првиот избор при лекувањето на диабетот по гликемии, така е тоа навистина така, би спаѓала и гликозилираниот хемоглобин, она би спаѓала во добро регулирани пациентки. Меѓутоа, поради должината на стажот и возраста на пациентката, почетна појава на одредени компликации верувам дека е застапена и кон метформинот сугерирам да се додадат лекови кои што ќе влијаат на намалувањето на невропатските, да кажам, промени и лекови кои што можеби ќе делуваат на вознемиреноста, несоницата, можеби крвен притисок покачен, не напомени така на, значи додавање на симптоматска терапија. Да, и она што е клучно уште еднаш или за окружување на овој разговор, кажавте уште еднаш ќе потсетам дека животот со диабетес или оваа состојба која што нели најчесто и не се нарекува болест, може да биде квалитетен и на ниво покрај физичката активност и адекватната исхрана. Има ли одреден аспект кој што дополнително би го споменале оди во прилог на квалитетниот живот со диабетес, бидејќи ова е доживотна болест, мора да напоменеме, нема лек за неа. Така е. Практично лекови постојат многу, меѓутоа нема излекување. Можеби би била правото објаснување за кое што би требало да позборуваме. Животот со диабетес е тема која што постојано ја дискутираме во нашата ординација и претпоставувам
дека како лекар животот на лицата со дијабетес е доста комплициран, затоа што се базира на многу откажувања пред се на продукти кои што се омилени кај во исхраната, откажувања од физичка активност, да кажам, придржување кон строги режими на исхрана, живот и така натаму. Меѓутоа, за среќа, уште од средината или почетокот на минатиот век, фармацевската индустрија работи многу на тоа како да го доведе животот на дијабетичарите до животот на здравите луѓе. И има работено премногу и успеано да произведе инсулини, пред се инсулинска терапија, која што е по синтетски пат, да кажам, модифицирана, во поглед на време траењето на незиното делување, со тоа што би се намалиле бројот на буцкањата кај пациентите, така да денес имаме инсулини кои што траат и повеќе од 24 часа, или забрзување на дејството на инсулините, давајќи една поширока слобода во исхраната, особено кај помладите пациенти. Пронаоѓањето на, би споменала, на инсулинските пумпи, со кои се наменати за младите пациенти и децата, со кои што, да кажам, животот е многу олеснат. Да, и поедноставен и повторно ќе кажеме така, квалитетен, бидејќи и лицата со дијабетес, без оглед дали се жени или мажи, остваруваат свое потомство, имаат квалитетно ниво на живот, завршуваат едукација, се образуваат, спортуваат и ред други работи кои што и лицата без дијабетес го прават. И лица со дијабетес, и тоа припаѓаат на лица со дијабетес тип 1. Да, ви благодарам, докторке, за вашето присуство, за многуте корисни информации и покана повторно да бидете дел од Фактор здравје. Благодарам и на вас. Ми беше задоволство. Доктор Ксенија Богоева Костовска, која што е специјалист интернист, беше денешна моја и пред се ваша гостинка во Фактор здравје. Благодарам за вашето внимание, поддршка и доверба и поздрав до утре во новото продолжение од Фактор здравје. До тогаш пријатно, имајте убав ден.